Президент Республики Македония Георгий Иванов родился 2 мая 1960 года. В 1982 году окончил юридический факультет имени Юстиниана I в университете Кирилла и Мефодия в Скопье. В 1995 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1998 году получил докторскую степень. В университете Кирилла и Мефодия в Скопье преподавал политическую теорию и политическую философию. В 1999-2000 годах был приглашенным профессором в Афинском университете в Греции. С 2008 года профессор права юридического факультета имени Юстиниана I в родном университете. Со студенческих лет занимается политикой. Был активистом Лиги социалистической молодежи Югославии. В 1999 году стал основателем и председателем Института демократии, солидарности и гражданского общества. В 2006-2009 годах советник премьер-министра Македонии Николы Груевского. В 2009 году был выдвинут кандидатом от Демократической партии на высший государственный пост. Одержал победу над кандидатом от Социал-демократического союза Македонии Любомиром Франчковским. Вступил в должность президента Македонии 12 мая 2009 года. В апреле 2014 года переизбран президентом страны на новый срок. Является членом Европейской академии наук и искусств и Всемирной академии наук и искусств. Основатель и почетный президент Македонской ассоциации политических наук. Имеет звание почетного доктора наук и почетного профессора вузов Турции, Румынии, России, почетный профессор МГУ имени Ломоносова с февраля 2014 года. Православный. Много внимания уделяет духовному здоровью нации, заботится о продвижении христианских ценностей в жизни македонского народа, всемирно способствует укреплению межнационального согласия и межрелигиозного диалога. Осуществляет большие усилия в целях нормализации канонического положения православной церкви в Македонии. Женат, имеет сына. На сцену приглашается президент Республики Македония Георгий Иванов. Христос воскресе, воистина воскресе. Христос воскресе, воистину воскрес. Ваша светост патриарх Кирил на Москва и цела Русија, почитуван председател на Меѓународниот фонд господине Алекесеев, ваша светост папа Тевадрос II на Александрија, почитувани црковни великодостојници, почитувани присутни, ценети екселенции, дами и господа, драги пријатели. Вистинска чест е да бидам денес со вас. Му благодарам на Меѓународниот фонд за единство на православните христијански нации за ова значајно признание што го носи името на неговата светост, патриархот Алексеј II. Ова признание ни е дотолку позначајно и подраго, бидејќи се доделува за 2016 година, година кога одбележавме 11 века од упокојувањето на големиот словенски светител и просветител Свети Климент Охридски.
Свети Климент бил наискусниот, наенергичниот и најпросветлениот ученик на светите браќа Кирил и Методи. Во 886 година во Охрид, словенскиот Ерусалим, тој ја основал Охридската книжевна школа, во која за само 7 години образувал дури 3500 ученици, пишувајќи ги најстарите словенски ракописи со кои се ширила писменоста и верата дури до Русија. Свети Климент и неговите ученици станале учители на целото словенство. Како проповедник, учител и педагог, Свети Климент кај народот создал жет за вистината, ја утврдил христијанската вера и ги развивал навиките на срцето. Со тоа тој придонел за просветно, духовно и морално издигнување на словенските народи. Свети Климент за словените станал она што бил апостол Павле за првите христијани. Без него денес ке живеевме во поинаква, духовно, културно, цивилизацијски посиромашна Европа. Како прв словенски епископ, Свети Климент е еден од носечките столбови на нашата црква, која надживеала неколку империи и преживеала бројни идеолошки и политички прогони. Таа црква е жива и благодатна и без неа ниту јас ке бев тоа што сум, ниту пак денес ке бев тука со вас. Затоа оваа престижно признание го примам како председател на Република Македонија, но и како православен христијанин кој е роден и израснат во возобновената Свети Климентова црква, Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Во таа жива црква, која се возобнови пред 50 години, е граден и изграден нашиот светоглед. Дами и господа, ако за миг се издигнеме над глобалната медиумска магла и ја погледнеме големата слика, ќе видиме дека иако зачекоривме во третото илјадалетие, светот во многу нешта наликува на првите 3 века по Христа. И денес, како и тогаш, христијаните се жестоко прогонувани. Од 2005 година до 2015, значи за само 10 години, 900.000 луѓе биле маченички убиени во светот само поради нивната вера во Господ Исус Христос. Во просек тоа се 90.000 христијани годишно. На Блискиот Исток и во Северна Африка ИСИС секојдневно спроведува геноцид врз дребните христијански заедници, кои на тие простори обстанале речиси 2000 години. И денес, како и тогаш, има голема преселба на народите, кои со себе ја носат сета своја етничка, јазична, религиска и културна различитост. Но стравот и предрасудите во некои европски земји создадува гета без зидови, во кои разликите се толерираат без вистински да се почитуваат. И денес, како и тогаш, се ограничува слободата на мисла, совест и вера. Прогонувањето на луѓето со различно уверување е се поизразено, не само во несекуларни, туку и во развиени и секуларни општества. И денес, како и тогаш, на сцена се циниците, епикурејците и стоиците. Во ерата на постмодернизмот, поствистината, новиот хедонизам, конзумеризам и морален релативизам има се повеќе практики и политики кои се косат со етичките начела на речиси сите светски религии. И денес, како и тогаш, поредокот се трансформира. Неподготвени да се соочат со новите сложени предизвици на 21. век, меѓународните институции како да останаа заглавени во 20. век. Глобализацијата економски успеа да го обедини светот, но политички го разедини и придонесе кон создавање конфликти и војни. Двојните стандарди станаа дел од проблемот. Ова е време кога стариот свет умира, а новиот се уште не е роден. Драги пријатели, се во ова не упатува на заклучокот дека нема ништо ново под сонцето. Прогонствата, преселбите и конфликтите станаа наше секојдневие. Имајќи ги предвид сиве овие предизвици, како председател на Република Македонија, се водам од 3 принципи. Прво, почитување наместо толерирање. Наспроти западниот концепт на толеранција на различноста, насекаде го промовирам македонскиот модел на почитување на различноста, бидејќи се толерира она што се мора, а се почитува она што се сака. Второ, градење единство, но не по цена на различноста.
Лекот против религиозното насилство не може да се бара во помалку религија, туку во повеќе меѓурелигијски диалог. Но тој диалог меѓу религиите завршува онаму каде што започнуваат нивните суштински разлики. Неопходно е со почит да се прифаќаат разликите, за да не се доведуваме во ситуација, бегајќи од радикалниот екстремизам, да се вплеткаме во мрежата на религијскиот синкретизам, што се обидува да ги поништи суштинските разлики меѓу религиите. Трето, отварање наместо затварање на просторот. Денес Балканот, Кавказот и Блискиот Исток се кошмар за некои политичари и аналитичари. Но парадоксот е што токму во овие региони имало најдолги периоди на мир, тогаш кога биле дел од отворен простор. А токму каде што има отворен простор, има и луѓе со отворен ум, кои комуницираат и се интегрираат, без притоа да се асимилираат. Верувам дека овие три принципи, почитување, диалог и отвореноста, може да ни помогнат во градењето на новиот свет, но притоа да не го испуштаме од рака компасот. Повторно да се вратиме на изворот, каде што водата е најбистра и најчиста. На едно место Свети Климент Охридски вели: со љубов еден кон друг да се надпреваруваме, со милостина и чистота умот свој просветлувајќи го да го впериме угоре. На тоа ќе додадам: надпреварот со љубов ја обесилува омразата, а чистиот и просветен ум вперен угоре ги разбива и најмрачните замисли кои влечат удоле. Па така, врз основа на Свети Климентовите вредности и принципи, со љубов и меѓусебна почит да ги воздигнуваме и градиме нашите општества и држави за доброто на нашите народи и за слава на Бога. Спасибо.